На денешната седница на Советот на јавни обвинители, која беше продолжение на онаа седница, вонредна седница која што беше одржана во саботата, се донесени следните одлуки. Знаете дека Катица Јанева веќе е донесена одлука за нејзино разрешување, меѓутоа на денешната седница е донесена одлука да биде ставено вон сила делот од решението со кое е определено дека и мирува функцијата како јавен обвинител во основното јавно обвинителство Гевгелија. Понатаму, на специјалните јавни обвинители Бурим Рустеми, Елизабета Јосифовска, Љубомир Лапе, Стефчо Донев, Фатиме Фетај, Гаврил Бубевски, Ленче Ристовска, Трајче Пеливанов, Артан Ајро и Лиле Стефанова им престанува мандатот во специјалното јавно обвинителство согласно член 9 став 4 од Законот за специјално јавно обвинителство. Во однос на јавниот обвинител Лиле Стефанова е донесена одлука за престанок на мандатот во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција согласно член 46 став 3 од Законот за јавното обвинителство. Со оглед да во однос на неа е изминал мандатот од 4 години, кој е утврден со датум, односно незиниот мандат во ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција и престанал на 15 мај 2018 година. Специјалните јавни обвинители и тоа Бурим Рустеми се враќа во основното јавно обвинителство Куманово. Елизабета Јосифовска се враќа во основното јавно обвинителство Гостивар. Љубомир Лапе се враќа во основното јавно обвинителство Куманово. Стефчо Донев се враќа во основното јавно обвинителство Кочани. Фатиме Фетај се враќа во основното јавно обвинителство Скопје. Гаврил Бубевски се враќа во основното јавно обвинителство Скопје. Ленче Ристовска се враќа во основното јавно обвинителство Скопје. Трајче Пеливанов се враќа во основното јавно обвинителство Скопје. Артан Ајро исто така се враќа во основното јавно обвинителство Скопје и Лиле Стефанова функцијата се враќа да ја обавува функцијата јавен обвинител во основното јавно обвинителство Радовиш. Ова се одлуките кои што беа донесени на денешната седница. Да прашам околу специјалната обвинителка Катица Јанева, тоа што кажавте на почетокот дека донесовте одлука да се повлече, односно вон сила да биде решението, дека и мирува местото. Тоа значи дека она останува без работа, дека повеќе нема кај да работи. Специјалното јавно обвинителство и редовното јавно обвинителство во државното се посебни институции, така да со тоа што е определено дека на неа е ставено во сила ова решение со кое што и мирува функцијата како јавен обвинител во основното јавно обвинителство Гевгелија, она фактички веќе не може да ја обавува функцијата како јавен обвинител. Значи таа е разрешена од јавен обвинител? Да, она беше разрешена поради одлуката за разрешување, беше донесена и ова одлука за престанок на мирување на функцијата, да. Бидејќи е разрешено, нема Да, фактички нема каде да... Да, веќе... Поради тоа што е за нестручно и несовесно, заради тоа? Да, поради тоа. Сега во однос на предметите што ќе се случува, дали ќе има времено упатување во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, кога ќе биде тоа на седница поставено, дали ќе чекате прво републичкиот обвинител? Тоа спаѓа во надлежноста на државниот јавен обвинител, во неговите права и обврски и одговорност за севкупната состојба во јавното обвинителство. Он има право и обврски согласно законот, определен предмет да распределува на други јавни обвинители за кои што смета дека се подобни да извршуваат функцијата. Нема вие времено да ги упатувате во обвинителството? Тоа е една работа, временото упатување, тоа ќе дојде на дневен ред отпосле. Меѓутоа во овој момент јас борам за доделување на конкретни предмети за работа на конкретни јавни обвинители. Овие обвинители треба да заминат на новите работни места? Од кога стануваат решенијата?
решенијата за оние дела судбината на специјалниот јавен обвинител Катица Јанева, така да на неа она беше разрешена во саботата и од тој датум им представила мандатот и на другите јавни обвинители во специјалното јавно обвинителство. Пластично што значи Кога треба- никој не да. треба да отиде во зградата на СЕМ, сите треба да се вратат од таму од каде што дошло, од кога стапува на сила. Тоа стапува на сила од денеска, штом ќе биде објавено во службен вестник, ќе стапи на сила. Така. А што е со одредбата во законот во СЈ во која што се вели дека обвинителите треба да се вратат во обвинителство каде што имаат слични примања, што би значило организиран криминал или висше обвинителство. Дали затоа се спомнува тоа упатување, дали постои можност вие во наредниот период да ги Па, организирате? видите, законот за специјално обвинителство се уште е во правна сила. Овој закон се уште не е укинат. И од тие причини не може да се примени и таа одредба за нивно распоредување според споредливи лични примања, како што мислам член 19 беше од законот за специјално обвинителство. Мислам постојат не се исполнети законските предуслови за да се постапи согласно оваа одредба. Бидејќи законот уште во важи, уште една година? Затоа што законот се уште не е укинат и се уште важи. Обвинителе, дали во иднина очекувате кон вас да биде упатено барање од страна на државниот јавен обвинител, евентуално да се формира ново одделение во рамките на обвинителството за борба против организиран криминал и корупција, каде би биле концентрирани сите овие обвинители кои сега добиваат решение да се вратат во обвинителството од каде што дошле, се со цел предметите на СЈО да имаат една ефикасна и ефективна завршница. Па, се уште важи законот за јавно обвинителство. Ние како совет можеме систематизацијата на работни места да ја прошириме во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, да објавиме оглас на кој што ќе може да учествуваат сите јавни обвинители, меѓу кои досегашните специјални јавни обвинители, и на одржана седница на советот да се донесе одлука за нивен избор. Меѓутоа, претходно, како што кажав, треба да советот да донесе одлука да се прошири систематизација кај ова јавно обвинителство. Тоа е процедура што ќе трае додека да се направи и оглас, и избор и одлука да се донесе. Во меѓувреме, тоа значи дека предметите што ги вода од организиран криминал ќе мора да ги води некој друг обвинител во Па, тој оддел? Тоа е право на избор на државниот јавен обвинител, како што кажав претходно. Конкретен предмет може јавниот обвинител да додели на работа на конкретен јавен обвинител. Тоа право го има согласно законот за јавно обвинителство и тоа може да биде за сега привремено решение во однос на постапувањето. А во догледно време, како што реков, со проширување на бројот на јавни обвинителски места во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Како ќе го ќе заставуваме, се например, донесе сега те прашувам соодветна одлука. логички обвинителката Лилија Стефанова, која е веќе вратена во радот, што го застапува, да речеме, предметот Титани, кој што е предметот областа на организиран криминал и корупција. Тоа е веќе проценка на државниот јавен обвинител. Советот не може да се меша во неговата работа. Тоа е Кој е вашиот личен став? Треба ли предметите кои се во судска процедура да ги бранат повторно обвинителите од СЈО? Ме интересира ваш личен став. Па не е сега во домен на советот да одлучува за тој проблем. Тоа е работа на државниот јавен обвинител и ние, бидејќи се работи за посебна институција, немаме право да се мешаме во неговата работа, но доколку се укаже некаква потреба, ние сме на располагање за да помогнеме за полесно да се реши проблемот. Ама сепак и овој свет тука член, имате некоја координација, најверојатно сте зборували околу овие прашања. Да, секако он е член и ќе побараме да го извести советот за ситуацијата, со примопредавањето на предметите и за јавните обвинители кои што планира да им ги додели на работа. Беше Јовевски денеска присутен? Па не беше присутен од причини што досега он беше исклучен во однос на решавањето кога се работи за специјалниот јавен обвинител, државниот јавен обвинител не учествуваше на седниците на советот.
поради судир на интереси. Затоа што е од државното обвинителство е поведена и кривична постапка против специјалниот јавен обвинител, па тука на некој начин има и судир на интереси. Што станува со вработените во СОИ министерство? Тоа не е во наш домен, прашањето со вработените, тоа е во домен на Министерството за правда. Тоа прашање. Значи СЈО денеска практично престанува да постои. Нема предмет. Па, во однос на прашањето за СЈО, имаме постоен закон. Доколку собранието до Советот предложи кандидат кој што ќе го води ова специјално обвинителство, Советот веднаш ќе постапи по тој предлог. Таква е процедурата според законот и ние мораме да ја почитуваме.